40 царски синови и 40 снаи, големата змија, ламјата, Арапо, Царо и Дервишот. Чита Александар Станојков. Си имал еден цар 40 синови, сите кој од кој поумен, а најмалиот бил најумен од сите. Сите биле јунаци над јунаци, а најмалиот бил од сите појунак. Сите биле лични и прелични, а најмалиот бил најличен од сите браќа. Сите биле втасани за женење и пак неќеа да се женат. Царот и царицата сеедно му велеа да се женат. Арно, тие му велеле да му даат изим да излезат по цареа земја да прошетаат и да видат што има и што нема повекот, да после да се женат. Видоа не видоа царот и царицата, оти дури не му дадат изим да прошетаа по цареа земја, неќа да се женат. И еден ден беше и викнале сите 40 браќа пред нив, да му дале изим. Од кога се приготвиле убаво лепо, со патни алишта, пари и убаво оружје, му бакнале рака на татка си и на мајка си и тргнале од дома да си одат. Татко му и мајка му испратиле до некое место надвор од градо, и од кога се избакнале сите в чело, се одделиле едните за напад, другите за вград. Слушайте вамо, синковци, му рекла царицата, еден најпослежен збор што ќе ви речам. На тоа згора, сите застанале да чујат послежниот збор од мајка си. Кога ќе помините тие и тие планиње и ќе дојдете при едно езеро до едно убаво поле зелено како јагурида, при едни сенки од секакви дрва, и тамо ќе ве стемни. Немојте тамо да останете да спиете, оти ќе загините. А пак од која ќе замините, уште толкова и толкова планиње, па ќе најдете едно такво убаво и уште поубаво место, и пак тамо да не лежите, оти тамо ќе загините од ламијата со 40 глаи што живеи тамо. А од тие две места, на друго место да лежите, ич да не се боите. Тие зборови му и рече мајка му, и стоја да и гледа, дури се гледаа со око, и од кога откачија неколку сати место и од кога очите не можеше да и гледа, се врати плачејќи дома и право појде пред икона да се моли на Бога за тој да и чуат и да и бранит од сите лошоти и што може да истрети по патот. Од кога се одделија 40 царски синови од мајка си и од татко си и се најдоа сами на ќео нивни да бидат, само песни и џумбуши по пато праја, чунки јадење, пиење, дестур со нив носеле. Оружени со најарно оружје, само ќе втераа и си патуваа како некои царски синови. Одејќи по села и градови, видоа турли села и градови, видоа од секакви милети луѓе, видоа секакви адети по луѓето. И на сите тие видуачки многу беа се почудиле. Секој со умот си велел, оти кога тој ќе се врати од шетање по земјата, ќе кажал чудни чудеси на своите пријатели. Така мислејќи си, патувале и си одиле по нивната земја, да дури дошле кај тие планиња кај што му велеше мајка му, од кога ќе поминат тие планиња, ќе најделе едно езеро со убаво поле зелено. Едно и почнале да и врват планињето и му текнало на помалиот брат Петрета за зборот што му го рече мајка му да не спијат на тоа место. Чекат некој од браќа му да проговори за тоа нешто, нема никој да не речи нешто. Не се, помалиот брат само си трајал и чекал да дојдат до езерото и полето, да белким ќе им текнат за да речат да не лежат тамо, како што му рекла мајка му. Арно, едно дошле до тоа место, сите го бендисале местото да си лежат тамо. Ха! Беа свикале сите со еден глас. Еве ни убаво место за лежење вечерва, асли меви и кај се закриват сонцето зад планина. Овде ќе си лежиме и друго ништо. Овде, свикале друзите. Ќе си лежиме, а кој ми на друго место, бевјата си ја бараме. Кога чу помалиот брат тие збори од браќа си, се увери, оти никој не беше клал во умот зборовите од мајка си, која ги испраќаше и му велеше да не спијат на тие две места, која ќе ја изврват тие неколку планиња. На тоа згора, заќутело момчето и кондисале на тоа место да лежат. Јале, пиле,
џумбушти праеле до ниедна доба и сите позаспале. Кој како што беше се нашол, така беше паднал како некоја круша окапана. Кога виде така помалио братот и сите позаспа, се исте и неколку чекори настрана и беше се зацкрил зад некое дрво за да гледа што ќе биде нешто од зборот што му рекла мајка му која ја испраќала. Месечината огреала како ден, а тој бил свртен од кај езерото и гледат во бистрата вода како сол зашто била и се радувало ти било убао тоа езеро и тоа поленце околу езерото. Гледајќи езерото, туку почнало во среде езеро да се креваат талази. Од кај никнаа сега овие талази, бре? Си реколо само со себе момчето, без да има некако ветер. Треба да излези нешто од тие талази што се преврлаат. Мислејќи гледајќи Петре во езерото, и туку што да види? Една змија долга колку 100 чекори. Една глава што ти имала, како од некое биолиште. Едни очи, како некои конјски плочи. Да погледа човек да ја види, ќе завада 300 стравои, а не да дојди до него и да ја тепат. Излегувајќи си брате мило на суо змијата, тргнала по суо да се влечи и да иди кај што лежаа 39 браќа, за да ја обколиса околу на околу и да ја завлечи во езерото. Врвејќи си змијата без никаков страв од некого, дошла до дрвото кај што беше зацкрен Петре и едно ја виде Петре, тргна острата сабја од ножница, така замавна на змијата с подгуша, како кога да сечи некоја зелка, така му ја пресече главата и му отскочи на земи, та почнала да рипа и да скока како некоја заклана дива кокошка. И скакајќи си влегла во езерото, а пак целата снага и таа се преврлила назад и паднала во езерото. Сега тамо дали ќе се заварува главата со снагата, дали ќе пцујса, еден Господ знае. Тамам се обзорило и искорнал Петре браќа си и за да се готват за пат да патуват без да му кажи за змијата. И си тргнале да си патуваат. Оделе ден, два, три, врвале планиња и полиња и приближиле до тоа место кај што му велеше мајка му да не спијат. Чекал Петре да проговори некој од браќата за зборот послежен што му го рече мајка му, никој не отвори уста да рече оти мајка му, кога ги испраќаше, му рекла да не спијат на тие две места. Не се, едно дошле до тоа поленце обкружено со едни убави рички, што биле накитени со секои убави беризливи дрви и секакви сеќине што имале на векот. Со еден збор, како на рај прилегало. Едно го видоа царските синови тоа место и веднаш со еден глас вика: еве овде ќе заприме за да си лежиме и така кај се за привка вечерува. Друго такво место не е чаре да одиме да најдиме. Тоа едни го рекоа и друзи го потврдија и се курдисаа да си починат и да си лежат. Никому не му текнуваше оти во тоа место нога човечка не беше стапила, та затоа е имало таа убајна во тоа место. Само на Петрата му текнувало оти и тамо ќе има некоја зверетина што јади луѓе, како кај езерото што имаше големата змија што е отепа. И си го кладе тоа нешто пред очи, за ноќта да не спие и да варди што може некој да бидит. Јадоа пија сите вечерта царските синови и се веселија близу до полноќ и си полегнаа да си спијат. Само помалиот царски син Петре не легнал да спие, а ми ватил еден камен метерис да варди ноќта што ќе излезит, чунки тој се веруваше оти ќе има некоја зверка тамо. Не би час, и туку беше излегла една ламја од под една пештера, голема колку еден вил со 40 глави. Големо страшилиште, брате моје. Саде да ја погледаш ќе умриш од страфа, не да се бориш со неа. Едни нозе што имала како некои големи лопати, едни ногти како од некои канџи од најголем кантар. Од средната глава огон и пламен излегувало од устата и од очите. Со една реч, за 300 страои била, за неаджет. При се што била ламијата толку силна,
Арно ама, пак како да се боела од луѓето, чунти кога идела кај нив, пополека одела за да не ја разбуди. Идејќи кај нив, поминала кај пусијата од Петрета и Петре се прекрстил и во име Отца и Сина си го рекол, да замавнал со острата сабја и ја пресекол средната глава како некоја зелка која да пресечи. Едно паднување средната глава и другите глави сите се омалодушили и почнал да се врти ламијата околу наоколу како некоја брлива овца. Петре сечи од главите, дури и пресече сите 40. И една по една му и кладе в торба на браќа си за некој за да не ја види. Утре, уште во темни зори, искорнал браќа си и си тргнаа. Арнава му текнал на Петрета да влезе во пештерата од кај што излезе ламијата да види што има. Одејќи тамо, сите ја видоа ламијата и сите се уплаши и дадоа вик по Петрета. Брате Петре, изгинавме, што е овој звер? Не бојте се, бре браќа, му рекол. И видете си во торбите од имате по една глава од ламијава што ја гледате. Јас ноќеска сум ја отепал и сум ве куртулисал за да не ве изеите. Кога чуја тие збори од ламијата, од браќата и видоа главите во торбите, на големо чудо беше станали, а Ашколцун беше му рекле на Петрета за јунастото што го имал. Тога му кажал Петре и за змијата и за мајка му што му нарачала. Од која беа се ослободиле до некаде, влегле во пештерата и од која беа подиле подземи, туку беше се јавиле едни сари и толку убави, што око човечко не беше видело, како некое сонце беа светиле. Влегоа во портата и во дворот, влегоа во една одаја, во друга и во треќата, која влегле, нашле една убава девојка кај си везела на Ѓерѓев. Едно беше ја виделе и секој беше се залисал во неа на убаината што ја имал. Која и сетила моматот и сите врлија мерак на неа, сопрво му рекал да се излезат во Орс час побрго да не дојде ламијата и да ја изеи. На нејзините зборови што и кажала, сите се изнасмеале. Кога виде тоа смеење на 39 браќа девојката, дувнала на нив и сите си умреле на часо на местото. Во тоа време Петре бил во една друга одаја и тамо нашол една уште поубава девојка да се конуштисали и ја кажал ти отепал ламијата. Кога чула тоа нешто од Петрете и кога видела главата од ламијата, со голема радост го прегрнала и му дала прстена од рака за да се свршит и да се земит за невеста да ја имат. На убаината незина што ја имала, Кандиса Петре и ја кажало ти има уште 39 браќа што се втасани сите за женење и од која ќе ја прошетаат земјата ќе се вратат и сите ќе се женат. Колку за него неа ќе ја земите друго чаре не бидуат, чунти како неа лична друга не беше видел по овој свет докај што одил. Од која си и врзале зборовите, излегол од одајата и тргнал по друзите оде и да шета и да ја гледа заедно со неа. Сопрво го однесла во одајата од сестра за да му ја кажи што сестра имаше. Кога гледат, сите 39 браќа легнати наземи и умреле. Едно видување така девојката што се сврши со Петрета и умреле браќата, го тргна настрана и му шепна на уо вака. Слушај вамо, мило моje свршениче, сестра ми ти умрела браќа ти со едно дувнување, а јас ќе ти воскреснам со 2 дувнувања. А сега, кога ќе влеземе при неа, ќе ја ватиш за рака за да се поздриш со неа и да гледаш прстено да ја го изваиш од прсто и да го земиш, чунти во тој прстен е силата што со едно дувнување да умри едно чудо луѓе. А јас тогај ќе ја почестам и не за свршувачката за брата ти тебе. И ќе кажам, од ламијата ти си отепал. И тогаш јас ќе му дувнам на браќата и ќе ја ожива. Влегување во одајата и му кажало ти тоа момче ја убило ламијата и покажало да ја види и да поверува. Му кажало ти таа се свршила за него. Едно чула тие зборови и веднаш му подала рака за да се здравува. Веднаш Петре беше и го закачал прстено и го изваил од прстота си го зел. И на часот дувнала сестре да сите 39 браќа оживеале.
Му го дал прстенот на поголемиот брат и го свршил за поголемата сестра, а тој за помалата. На тоа згори почестила сите браќа да седнат и да поразговараат од кај се и кај ќе одаат. Почнал Петре да им кажуваат оти сите 40 браќа се од Филјан цар и со нијет биле да прошетаат царската земја, а иако бендисаат некаде девојки да си иземат. Елели, тој ние стимале вие царски синови, му рекле големата сестра, елате по мене да ве однесам кај што се затворени 38 царски ќерки од проклетата ламија што си ја отепал. Излегле отаде и отишле на најгорниот кат на Сарајо, кај што беа затворени од ламијата. Едно влегување сите 40 царски синови при царските ќерки и беа извадиле сите 40 глаја од ламијата што му стоеја в торба, та ја отркалија наземи да их видат и да не се бојат повеќе од ламијата. Кога видеа царските ќерки тоа нешто, од радост ќе излетаа оти се видоа куртулисани од ламијата. На тоа голема радост нивна, им кажале двете сестри оти биле свршени за двајцата браќа, поголемата за поголемиот брат и помалата за помалиот брат. Кога чуле тие зборови 39 царски ќерки, сите изваиле своите прстења од малиот прст и секој му го даваше на едниот од браќата за да се свршат и да се земат. На тоа згора 39 браќа се опулиле во помалиот брат, дали ќе му дај тизим да се свршат. На драго срце, браќа, им рекол, приимам секој кој ќе си бендисат да си свршит, а кој не ќе си бендисат, нека не ја свршот, чунки ние имаме да шетаме уште цареа земја и може таму да најдеме некои други девојчиња што да ве бендисаат. Кога чуле тој збор браќата од малиот цар, секој кој си бендисал и прстено и го зел. И сите бендисаа по една и се посвршија. Откога се посвршија 40 царски синови за 40 царски ќерки, си врзаа збор да чекаат во Сарајо и да се готват за кога ќе ја прошетаат цареа земја, ќе се вратат и ќе си иземат, та ќе си однесат дома. На тоа згора извадоа сите своите прстења и му и дадоа на царските ќерки да му е сигурна свршувачката. На тоа згора направи еден зијафет и си тргнаа да ја дошетаат цареа земја спроти како што беше ниетот уште од дома. Одија што одија и стрето една воденица со 12 камења кај мелит брашно. 50 души го мелат брашното, а друзи го печат леп, та му го давале на еден јунак човек што одел таму да го јади и сиот леп го јадел од 12 воденици што го мелеа и пак бил недојаден. Да ти алал, брате, му рекол помалиот царски син, на твоето јунасто што можеш да изедиш толкова леп. Еди, момче, му рекол јунакот, јас не сум толку јунак. Јунак е тој што ја убил ламијата со 40 глаи. Тој е јунак над јунака и да знам кој е мутлак брат му го сторил. Чунки напредно големо јунасто што никој не можеше да го направи. Ами ако сум јас, му рекол Петре, бидуваме побратими. Тоа му рекол Петре и извел главата од ламијата да ја види јунако. Извајали и браќа му главите од ламијата од торбите и едно и видел јунакот, поверувал и тој ја отепал ламијата, те се здружил и тој со нив и се сториле 41 брат. Откога се здружиле, тргнале да одат по цареа земја, одејќи до некое место, евети еден јунак човек што можел да обчекори од една планина на друга. Браво, јуначе, му рекол Петре, на твоето јунасто што си го имал. Моето јунасто ништо не е, пријателе, му рекол Чекор планина. При јунастото тој што ја отепал ламијата со 40 глави. Да би го нашол, се правиш другар со него, му рекол јунако што јадел многу, али не се преш. Сега да би го нашол се чинам другар, му рекол Чекор планина. Со таков јунак кој не бидува другар? Лели е така, ела со нас, оти, еве го тој што јадел многу. Натерал да му и покажат главите од ламијата за да поверуват и тој што ја отепал ламијата. Едно видување главите Чекор планина и веднаш беше се здружил и тој со нив. Тргнаа да одаат и да шетаат цареа земја и
ете ти на едно место, кај седите еден јунак со една стрела в раце и стрелат по пилци и друзи животинки. На секое врлање со стрелата, сеќа отепаше по 10 пилци и друзи зверки. Едно беше го видел Петре и браво беше му рекол на јунастото што го имал. Браво му се вели на тој што отепа ламијата, бре момче. Оти мене што јунак ме броиш дека на едно врлање со стрелата отепувам 10 животинки. Да го најдиш некаде, дали би се здружил бе пријателе со него? Му рекол Чекор планина. Сега да го најдам се здружувам, му рекол стрелец. Еле е така, ела со нас, оти еве го тој што отепа ламијата. На часо беше и нартерал браќата да извадат главите од ламијата, да види и поверувати тој е што отепа ламијата. Едно видување главите и веднаш беше се здружил и тој со нив. Откоја беше се здружил со нив и тој, тргнале да одат по цареа земја да ја доврват. Одија некој ден и дојдоа крај едно море. Кога гледаат, еден јунак се наведил над морето и ти шмркал морето. Кога ќе шмркнал водата, дури песокта ќе се видела од дното на морето. Браво, бре јуначе, шмркни море, му рекол Петре, оти си бил јунак над јунака. Браво му се вели на тој што отепа ламијата, да ја што? Ами да го најдеш тој јунак, дали би се здружил со него? Му рекол стрелачот. Каму го, да на часот би се здружил. Извајте, бре браќа, главите од ламијата, за да заверува и онај јунак, да ни се здружи и тој со нас. Едно извадување главите и видел и поверувал оти Петре отепа ламијата и се здружил со нив да се побратимил. Тргнале 44 браќа да ја дошетаат цареа земја и после да се вратат. Одејќи патем, еве ти еден силен коњ му попречил патот да не ја пушта да одат ни напред, ни назад. При сичко што беа толку јунаци, беше му се уплашили, беше се застојале и ватлиле да го молат коња да му пушти пато. Пато ви е запрем, пријатели, му рекол коњо, по заповеста од стопана ми Арапо, и ете сте заградени околу наоколу од илјадници Арапи. Кога се опулеа околу себе, вистина, беше ги заградиле Арапи безброј. Ами чаре, бре брате коњу, сега за нас? Му рекол Петре на пријателите. Чарете за вас, пријатели, му рекол коњу. Ако можете да појдете при Фијан цар да му ја земите ќерка му и да му ја донесете на стопана ми, така ќе имате куртулија од овде. Ако пак не можете, сите овде ќе загините. Кога чуја тие збори од цара на Арапо, се позамислија и му рекол Петре, можеме, брату коњу, да му ја земиме од Филјан цар ќерка му, ама ако дојдиш и ти со нас, да ни го кажеш градо од тој цар и да ни помогаш во нешто за попато, ако дојди некој ехтиса. Пеќи, рекол коњу, лели се наваќете да му ја земите и јас ќе дојдам. Откоја се кандиса коњо, го зеде Петре со себе и зеде и 4 јунаци со себе и тргнаа да одаат кај царо да му ја земат ќерка му. Одија што одија и отишле кај тој цар што имал најубава ќерката, се представил Петре пред царо и му ја посака ќерка му за невеста, ѓоа за него, а не да може за Арапо за сака. Убаво, момче, да ти ја давам ќерка ми, му рекол царо. Ама ако можеш да извршиш неколку работи што ќе ти речам, после земја. Еве прво, што работа да извршиш? Да влезеш во еден казан до гушава вода и да те варам за 1 саат. А ако останеш жив, земи ја ќерка ми, а пак ако се свариш, ќе те давам на свињите да те јадат. Ете тоа нешто, момче, а ако можеш да го извршиш, бујрум. А пак ако не можеш, брго да ти видам плеќите оти, ако стоиш повеќе ќе ти сечам главата. Кога чу Петре тие збори од царо, баја ги беше се уплашил и излезе надвор да се допрашал со јунаците. Влегуј, побратиме, в казан, му рекол, шмркни море, ич не бој се, оти јас ќе го шмркнам морето и ќе го разладам казано.
Кога се уверил Петре од шмркни морето оти не ќе го остави да се свари во казано, влегол при цару и му се наватил да влезе в казан за да го вари 1 саат. Ти заповедал цару на своите да го турат в казан и да го варат 1 саат и од која ќе се свари да му го даат на свињите да го изеат. Го наполниле казано вода и го туриле внатре Петрета, таа му удриле еден силен огон од озгора на казанот. Арнома едно се затопила водата и шмркни море, а шмркнал топлата вода и ја оладил. Така му правил дури дошол саатот и не се сварил Петре. Која му кажале на царот, на големо чудо станал. Се представил Петре пред царот за да го види и да му кажи што друго да стори. Момче, ти вечер ќе ми бидиш на гости со сите 4 другари што имаш и колку манџа ќе ви ставим и колку лепи друго, сето да го изеите. Ако го изеите сето, ќе ти ја давам ќерка ми, а пак ако не го изеите сето, бегајте, дури е брго, оти ќе ви сечам главите, му рекол цару и заповедал да сварат 5 казани месо за вечерта, да ја изеат сите. Наредиле сето тоа што му заповедал царот и пред да седнат да вечерат, влегол тој што јадеше многу кај акчиите, ѓоа да види што вечера му се готвит. Да каснам едно месо од казано, му рекол на акчијата јадачот. Акчи баши, али да не каснам. И две везуња ако сакаш касни, пријателе. И зел едно парче од месото да касни, се понаведил малце, таа беше олапал сичката манџа и си излегол. Не би час, се ополил акчијата во казано и кога гледат, манџа немат. Бријанасен, што се стори манџата од казанов, си рекол сам со себе и брго клал друго месо да се вари. Таман се стемнило и отишол Петре со јунаците кај царо на вечера. Му ставиле трпезата и му донесле секакви раќи и секакви мезиња. Пиле, дури му втасало. И тоа што не можеле да го допијат, го испил јадачот. Ставиле вечерата, јале што јале, и што останало, пак јадачот го дојал. Удриле на вино, пиле што пиле, и што останало, пак тој го допил. Кога видел цар и тоа чудо, на ум станал и поверувал, оти ќе му ја земат ќерка му и друго чаре не би дуало. Утрото се представил Петре пред царот да му кажи што да стори друго нешто. Царо му рекол да појди тој или некој од другарите кај некој извор од некоја ближна планина да залеат една стомна вода. Исто ќе појдел еден царски човек со една стомна и тој да залеит и кој ќе дојди побрго, тој ќе добијат. Тамам, аз ли тоа го бараше и Петре чунки, Чекор планина беше со него. Зеле двата по една стомна и царскиот човек летнал да трча што да може и не може, а Чекор планина пречекорил и отишол кај изворот. Видел една сенка таму и су легнал да си поспиет. Кога дошол царскиот човек, се зачудил на Чекор планина. Наполнил стомната и трештил да бега. Тој трча, а Чекор планина си спиел. Кога виде Петре и друзите јунаци оти Чекор планина спија, царскиот брз човек приближил до градо, бај ги беше се исплашил и го натарал тој што стрелаше, да врли со топузо кај што спиеше Чекор планина и да го разбудит. Врли со боздогано стрелецо и го разбуди паднување од топузо Чекор планина. Земање стомната Чекор планина и туку беше обчекорил со едната нога и опала се нашол пред царот и му е представил стомната полна со вода пред него. Кога видел царот, се зачудил. И по еден черек саат стасал неговиот со водата и пак Петре добил. Се представил Петре пред царот и му рекол: честити царе, ќе ми ја даеш ќерката или не ми ја даваш? Ќе ти ја дам, јуначе, му рекол цар. Ама ако можеш да устрелаш 5 соколи летајќи по облаци, а ако не можеш да устрелиш, овде ќе загиниш со 40 твои јунаци. Не 5 соколи, честити царе, ами 10 да пуштиш и пак со една стрела ќе ја застрелам, му рекол Петре. Кога чу царот тој збор од Петрета, за вистина натарал да пушта 10 соколи, за да види дали вистина ќе устрели.
Едно пуштање со колите, едно врлање со стрелата стрелачо, и сите 10 беше наденал на стрелата како некој ќебаб со месо и му и дал Петре на царот. Кога виде царој тоа јунство свршено, веќе немаше друго што да стори и му ја дал ќерка си на Петрета со големи бакшиши нему и на другарите и го испратил со големата бабија. Идејќи по пат, му отворил збор Петре на арапскиот конј и го прашал за тие јуноста што ја направија, али може и Арапо да ја направи. Еди момче, еди море јуначе, да знаеш ти Арапо колку е јунак, ти би се зачудил. Арапо има 2 души, скриени во една дива свиња во оваа планина, ево онаа пештера. Таа дива свиња штом се отепа, Арапо ќе се омалодуши, сите други Арапи ќе се омалодушат и може секој човек да ја отепат како кучиња, ама нема такој јунак што ти кажувам. Немој нешто да му сгрешиш на Арапо. Сега кога ќе му однесиш цареја ќерка, оти покрај тебе сите ќе загинат. Кога чул тие зборови Петре од коњо, си го кладе прсто на умот и вечерта од кај што беа лежале да спијат, се открадуват од другарите и е пошол на дивата свиња, таа од која се бориле јуначки беше навасал и ја убил. Кога ја распорил дивата свиња, вистина му и нашол 2 души на Арапот како 2 црни гулаби и на часот му искинал главите и се вратил при другарите без да го сетат. Си легнал до цареја ќерка и си тргнал еден сон, саде за ќеф. Кога беше убил свињата Петре, Арапо беше се грозил и усетил оти некој ја убил свињата. Ако да беше му било коњот тука, ќе го јавнеше и ќе одлеташе таму за да направи на парчиња, тој што отепал свињата. Коњу, од тебе јас гинам сега. Така викнал, кога му истина Петре главите на црните гулаби што беа во свињата. Едно го чуле арапите и сите беа се збрале околу него да видат што му е викањето и да земат некоја заповед. Кога го видоа омолодушен, и тие со омолодушие и беа се грабнале да се тепаат со браќата за да си вратат, што го омолодушија нивните другари, што да го заеваат коњот. Арно, кога му легнале браќата да тепаат, туку пуздер беа и направиле и не се виделе кој каде ватиле. Сите беа избегале и неведен бис беа се сториле, а пак големиот Арап беше скордепсал. Во таа ѓурултија чул еден силен дервиш што живеел во едни стари сараи во планината, оти се победиле сите арапи и му се нажалило да се обружал јако со една касасра, една голема колку едно гумно и еден топус 700 ока и излегол од сарај надвор, така дал еден силен вик по браќата да застанат, и ако врли со топузо, сите ќе исплескал како некои исплескани питолици. Кога чуја браќата тој вик од дервишо, сите беа застанали и беше заробил сите, та беше затворил во една темна зандана. До вечерта втасал Петре со јунаците и барат браќа немат, бре овде баре, бре онде баре, не можел да ја најди. Шетајќи по планина Петре и барајќи, еве ти една лисица му излезе пред нив и му кажало ти едно чудо луѓе беше и заробил дервишо што живеит во старите сараи. И му казала какво јунаштво имал дервишот. Ја пречекори ти бречекор планина во сарајот од дервишо и назири го да види што прави. Му рекол Петре. Пречекорил чекор планина и го видел дервишо кај што спиел. Крени го враце стрелецот и однеси го кај дервишо да го устрели, да куртулисаме браќа ми, му рекол Петре. Земање враце чекор планина стрелецо и го однесло кај дервишо, та го устрелил кај што спиел. Кога дал вик дервишо од болештината што видел од стрелата, чунки право во срце беше му ја чукнал стрелецо. Лисијето од гората беше испаднале. Арнома, за најпосле беше било тоа викање од дервишо и беше скордепсал на часот. Влегол Петре со јунаците во сарај од дервишо и испуштило браќата. Прошетале во сите одеи, награбале нека стока неисказана и нашле 4 убави царски девојки грабени од дервишо.
И нив беа и пуштили од која беше се распознали и се испоискажувале оти сите се свршени за царски ќерки, се свршиле и тие 4 царски ќерки за 4 јунаци и си тргнале оттаму да си дошле кај 40 царски ќерки што беа задржани од чумата. Поидувајќи таму сите јунаци при царските ќерки, голема радост беше направиле дека се видоа здрави и живи. Собра и отаде безкрај стока што имало и бирбаш беше си дошле дома кај царо и царицата и му искажале сите работи што беа му се препречиле во тоа време дури ја прошетаа цареа земја. Од 40 синови што имал тој цар, се сторил со 44 синови и 44 снаи. Ашкол сум на таков цар. Додатна белешка на Цепенков. Чичо Марко, те бендисуат оваа приказна или не те бендисуат? Ми рече Шотев. Ќешće поецина да има како тебе, што да знаат ваквие чудни приказни, господин Шотев. Да ако не ме бендисуа, ме бендисуа, јас реков.